Опфатот на жени со специфични услуги кон женското здравје, особено на примарно ниво, не е подеднакво присутен и достапен за сите жени на територијата на Република Македонија. Особен проблем во пружање на овие услуги представува опфатот на жените, особено од маргинализираните групи, од кои што прединачат жените ромки, жените од руралните средини и жените кои што живеат во неповолни социоекономски услови. Повикувајќи се на Европскиот здравствен потрошувачки индекс, Македонија во 2016 година е на 34-то место по лоши здравствени резултати од вкупно рангирани 35 европски земји. Македонија е прва во Европа по тоа што не може да се справи по смртност од мозочни удари. Македонија е втора во Европа по смртност на новороденчиња, а трета во Европа по најлоша стапка на преживување на болните од рак. Македонија е меѓу земјите со најголем процент на граѓани кои што страдаат од депресијата. Многу повеќе би требало кај нас да се популаризираат групи за поддршка. Последно нешто со кое што министерот во заминување Тодоров, кое што го обзнани, беше отварањето, односно планирањето за отварање на 50 на центри за ментално здравје. Но тоа беше само помпезно пред камера. Само да се спомне, да се каже, и околу 15 на од нив на територијата вкупно на цела Република на Македонија, тие се отворени како мали амбуланти, односно згрижувачки соби, кои што имаат делегирано функција, односно стручност на специјалист, но тие вистински немаат функција, односно не работат. Но ние на вистина ќе ги отвориме, на вистина ќе ги актуализираме, на вистина ќе ги ставиме во функција со односно со мултидисциплинарни тимови, не само во однос на психијатри, туку ќе бидат вклучени и присутни и психолози, интернисти, и социолози. Масовно си заменуваат луѓето од оваа област, од здравството. Дење работат на клиника, а ноќе одат на интернет и бараат каде ќе ги примат надвор од Македонија. Ќе ви кажам само еден пример. Нашиот најдобар ученик и најдобар студент на стоматологија, кој што мене ми ја правеше операцијата од карцином на максилофацијална, работи за 9.000 денара на клиника. Затоа Социјалдемократскиот сојуз во програмата предвиде да во првите за 3 години, односно до 2020 година, потребно е и ќе го спроведе делот на покачување, значи на платата на здравствените работници до 100.000 денари, потенцирам, значи до 2020 година, а на останатиот целокупен медицински персонал двојно поголеми плати од оние кои што ги имаат сега, но не можат да работат во услови на нарушено и на болно здравство. Затоа велам, треба да се врати дигнитетот, треба да се врати професијата, треба да се врати интелектуалниот морал пред се на здравствените работници и потоа да ги спроведеме очекувањата кои што здравствените работници треба да ги пружат услугите кон општеството, односно кон пациентите.